Некогаш реконструкција на влада се прави поради промена на приоритетите, не секогаш таа мора да е поради добри или лоши резултати, порача премиерот Христијан Мицкоски во пресрет на финализирањето на новиот владин кабинет. Според него, она што е најважно е дека државата сега е стабилизирана и состојбата е консолидирана, бидејќи пред 2 години не започнале од нула, туку од длабок минус. Понекогаш реконструкцијата се прави затоа што се менуваат приоритетите. Може би тие приоритети пред 2 години имале една форма, после 2 години имаат поинаква форма. И логично е да владините коалициони партнери во овие 2 години, така да кажам, ги скатализира сопствените приоритети и онаму каде што можат најмногу да допринесат. И мислам дека оваа реконструкција ќе биде во тој дух. Мицкоски очекува во втората половина од мандатот на владата работите да бидат уште подобри и да биде заокружен успешен 4-годишен мандат. Вели државата конечно е консолидирана и сега треба да сме подготвени да забрзаме напред. Секој од владините партнери си има своји приоритети во одредени области, ќе има промена на ресори. И во насока на тоа јас ценам дека во следниот период ова влада која што ќе биде, доколку ја добие довербата, се разбира од пратениците, вака каква што планираме да биде реконструирана, сега ќе видиме дали тоа ќе биде тоа во рамките на ние 1/3 или ќе биде повеќе. Очекувам да го заврши многу успешно својот мандат. Преговорите меѓу коалиционите партнери од власта продолжуваат. Од знам велат дека во моментов нема финално решение. На маса се сите отворени теми, нема конечен договор за ниту едно прашање. Разговорите во континуитет продолжуваат во следните денови и очекуваме разврска на сите настани да биде кон средината на следната недела. Премиерот Мицкоски кажа дека во вторник следната недела ќе биде одржан извршен комитет на ВМРО-ДПМН, по кој ќе се знаат персоналните решенија и промената на ресорите во рамки на планираната реконструкција.